Дебрца штом свратиш, моје дете мило, ќе научиш како во борбите било. Како сиве села изгорени биле, а и многу мајки во црно се свиле. Хутри партизани секој трет ден јале, а и многу од нив животот го дале. Ќе ти кажат овде многу доброволци, уште како деца постанале борци. Се зборува уште во секое село, се бореле тие бестрашно и смело. Затоа се вели, Дебрца е славна. Грешка сторил Хитлер, зашто вамо мавна. Па војската која Дебрца ја прати, не успеа жива назад да ја врати. Нема место вамо за турчин фашиста, Дебрца е славна како солза чиста. Ете, на ова падина овдека, на Славе планина, на самиот врв на Слави планина, дојдов овдека, каде што се наоѓа спомена бележјето, каде што овдека е формиран првиот батаљон Мирче Ацев во 1943 година, поточно речено првата воена организирана формација, батаљон Мирче Ацев, каде што овде околу мене се наоѓаат и шапланиниците, тројчата шапланици кои што до ден денеска го чуваат ова спомено бележје. Лево од мене е шапланинката Мара, десно од мене е шапланинецот Гушо и Лапо. Ете, ме причека, се поздравиме со нив и тие рекоа да пратиш еден абер, еден поздрав до сите наши македонци, каде и тие да се наоѓаат, било во Македонија, било во Егејскиот, Пиринскиот, било во Австралија, Америка, Канада, ширум Европа, да дојдат во Македонија, да дојдат во нивните родни села, во нивните родни огништа, да ги отклучат оние стари зареđени катанци, да го распламтат огнот, да ја распламтат жарта, кој што со децении тлее под пепелта, ами да дојдат овдека во Караорман, да дојдат овдека во Славе планина, да дојдат овдека во Слана Дебрца, да одадат почит на партизаните, овдека, каде што пред 70 кусур години е формирана, како што раповна, првата организирана воена формација, тоа е батаљонот Мирче Ацев. Војните жаришта во Социјалистичка Федеративна Република Југославија беа распламтени. Југословенската народна армија ја напушти територијата на Социјалистичка Република Македонија. Македонскиот народ во Социјалистичка Република Македонија го оствари многовековниот сон, создаде своја суверена и независна држава Република Македонија. Летото одамна беше дојдено, а со него жештините. Се ближеше верскиот празник Преображение. Македонскиот народ, цивилните и воените власти на Република Македонија наголемо се подготвуваа за прослава на големиот ден паметник 18 август, денот кога на Слава и планина во 1943 година е формиран Народно-ослободителниот батаљон Мирче Ацев, првата регуларна воена единица
првиот батальон на втората оперативна зона на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Македонија, од околу 200 борци од Преспанско-битолскиот Народно-ослободителен партизански одред Димитар Влахов, делови од Велешкиот Народно-ослободителен партизански одред Дамјан Груев, делови од Пилепскиот Народно-ослободителен партизански одред Ѓорче Петров и новопристигнатите борци од Дебрца, предводникот на првата македонска ударна бригада, формирана на 8 јули 1944 година во селото Локов, денот на армијата на Република Македонија. Во тоа време, за да дојдеш во било кое погранично село на Република Македонија, имаше голема процедура. Таква беше и процедурата и за селото Песочани. Мојот предлог на уредникот на документарната програма на тогашната телевизија Скопје да го посетам селото Песочани го прифати. 30 дена пред посетата ги испратив сите барани податоци директно до командата на армијата на Република Македонија и Министерството за внатрешни работи. По 10 дена го добив позитивниот одговор. Голготата не застана тука. Воената и милиционерската дозвола ја испратив до гарнизонот на АРМА и секретаријатот за внатрешни работи, чии седишта се наоѓаа во Битола. По колективната проверка на телевизиската екипа добив дозвола од Битолскиот воен гарнизон, секретаријат за внатрешни работи, но не за на терен, со препорака двете дозволи да ги препратам до Охридскиот пограничен милиционерски батаљон. Телевизиската екипа ја повика на разговор во Охрид. 2 дена траеше распитот. Ги прифатија двете претходни дозволи, го одобрија снимањето на терен, го одредија датумот и за колку дена телевизиската екипа треба да го заврши снимањето. Не пратија сета документација да ја доставиме до милиционерската станица во Белчишта. Не поминаа 2 дена од милиционерската станица ја добивме потребната дозвола. Секој си ја зеде својата телевизиска опрема. Зборното место ни беше возниот парк. Влеговме во комбето. Тргнавме. По 3 сати класкање по Кичевско-Охридското џаде, нашето комби застана пред влезот на Белчишката милиционерска станица. Од милиционерската пријавница излезе дежурниот милиционер. Не поздрави според правилото на службата. Џане, нашиот возач, го подотвори повеќе од половина возачкото ветробранско стакло, му ги подаде документите. По проверката набрзо ни ги вратија сообраќајните документи и дозволата за снимање. Другари, знаете дека денеска и утре на Славе планина ќе има голема празнична прослава. Се празнува денот кога пред 57 години на Славе планина се поставени темелите на армијата на Република Македонија. На празнувањето ќе биде присутен целиот државен врв, начело со председателот на Република Македонија Киро Глигоров, ќе бидат присутни премиерот на владата, министрите, генерал штабот на армијата на Република Македонија, пратениците на собранието на Република Македонија, дипломатскиот кор. Ние нема да ви се мешаме во вашите работни задачи, ве молам строго да се придржувате до протоколот, ни објасни милиционерот во маскирното дело. Почитувани мои, полна ми е душата. Ми се радува душата, што овде се наоѓам во славна Дебарца. Овде се наоѓам на Славе планина. Овде се наоѓам во Лактинските бачила, каде што во 1943 година е формиран батальонот Мирче Ацев, првата регуларна воена единица од народно-ослободителната борба на македонскиот народ, кој што основајќи од 1941 година, па заклучно со 1944 година, ја создаваат, ги поставуваат темелите на денештава независна Република Македонија, каде што се оствари сонот на многуте генерации македонци, кои што ги положија своите животи на ударот на слободата, за ова пак ќе повторам, нашава современа денешна независна Република Македонија. Слава на сите борци, слава на сите комити, војводи, кои што го положија
животот на одар на слободата за ова парче земја кое што од памтивека се нарекува и народот кој што живее овдека од памтивека Македонија и македонски. Почитувани мои, се тоа што претходно ви го раскажав ме наведе повторно да дојдам во славна Дебарца, во селото Песочани, но не да направам класична репортажа за Песочани, туку да направам документарен запис, не само на моите сеќавања за прославата која се случи пред 30 на години на Славе планина, туку да влезам длабоко во Славепланинската гора, да ги пронајдам недогледните кривулести планински патчиња по кои се движеле партизанските единици во правец на питомата Падина, горе на Славе планина, на лактинските бачила, каде што за прв пат во поновата историја на македонскиот народ, во народно-ослободителната борба, на првата голема слободна територија на 18 август 1943 година е формирана првата регуларна воена единица на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди Народно-ослободителниот батальон Мирче Ацев. Ова моја замисла ми се оствари на празникот Сите светии, кога бев на снимање во селото Арбино и селото Лешани. Откако завршив со снимањето на враќање за Скопје, навратив во селото Песочани, не само да се видам со моите стари пријатели, Златко Илиовски, Жарко Кочовски, Горан Божиновски и Живко Дочиновски, туку и да се договориме за документарниот запис што требаше да го направам. Договорот падна тоа да го сториме на сам ден на празникот Свети Наум Охридски. Како тоа што секогаш и го правам, кога ќе нисувам низ нашиве македонски села, така и овој пат со моите долгогодишни пријатели Димче Ковиловски и Драги Миновски во Песочани стаснавме рано из утрината, каде што не пречекаа нашите стари пријатели Златко Илиовски, Жарко Кочовски, Горан Божиновски и Живко Дојчиновски. Откако завршивме со предпојдовните подготовки, тргнавме во правец на горостасната Славе планина, кон лактинските бачила, кон споменобележјето горе на питомата ледина на Славе планина. Што туку навлеговме во многу вековната Дабово-Букова шума, мојот стар пријател Златко Илиевски ми рече: Зоране, дали нешто може да ти предложам? Може, како не може, го реков. Овој шумски окривулест пат по кој се движиме е во должина од околу 12 километри. Оваа Славе планина во себе крие голема историја, овдека имаме многу историски места, овдека во минатото се случиле многу историски настани, овдека се наоѓа некогашното село Радомирово, кое го формирал македонскиот цар Гаврил Радомир. Голем мерак ќе ми направиш ако може попатно да позастануваме, да ти ги покажеме и сето она што го знаеме да ти го раскажеме, а ти сето тоа да го снимиш и во твој наративен стил, сето тоа да го преточиш во документарната репортажа, да го пренесиш, ме замоли Златко Илиевски. Неговиот предлог со задоволство го прифатив. Како што накачувавме нагоре низ планината, така сонцето срамежливо џиркаше на Слава и планина. Сончевите зраци го осветлуваа планинскиот пат, кој кривулесто се извиваше меѓу Дабовата гора, накитена со безброј убавини. Како што се подлабоко навлегувавме во многолетната Дабово-Букова гора, така во мене се вратија моите сеќавања не само од прославата која се одржа по повод 59 годишнината од формирањето на батальонот Мирче Ацев, туку и моите дотогашни историски податоци кои ги имав откопано трагајќи низ историските документи и записи. Почитувани мои, пред да ве ги пренесам дел од моите сеќавања како на моите домаќини од селото Песочани,
така и вам за прославата која се случи пред 30 години на Славе планина, на Лактинските бачила, каде што за прв пат во поновата историја на македонскиот народ, во народно-ослободителната борба, на првата голема слободна територија на 18 август 1943 година е формирана првата регуларна воена единица на народно-ослободителната војска и партизанските одреди на народно-ослободителниот батаљон Мирче Ацев, прв батаљон на втората оперативна зона на народно-ослободителната војска и партизанските одреди. Предлагам во продолжение на оваа репортажа да погледнете дел од колоритната убавина која природата ја дарила на горостасната Славе и планина. Додека уживав во првата наша попатна постојка на местото викано Опчани, застанат на горлината која се распростираше на околу 1000 метри надморска височина и откако фрлив поглед кон Слава и планина, облазена со сончевина, која радосна ја отпеваше некогашната вечност, сегашност, миг и иднина, во која одамна се испомешало минатото со сегашноста, сегашноста со иднината, опиен од безбројните пластови на дух и материја, напластени едни на други, испреплетени за превозот на времето, почувствував како однезе се раѓа мистичен дух кој ме обседна, ме внесел во творечките реликти на непрекинатото милениумско творештво, почувствував како некој да ме повика од небесните синила, да ја погледна мистичноста на Опчанската падина. Во мене како на филмска лента се редаја филмските кадри од 59 годишната прослава на формирањето на народно-ослободителниот батаљон Мирче Ацев, сочинети од многобројните бајраци на илинденците, аловите знамења на партизанските одреди, батаљони, бригади, дивизии, знамето на првата македонска ударна бригада, знамето на Астонска Македонија, ликовите на Гоце, Даме, Ченто, наредени околу спомен обележјето, посветено на батаљонот Мирче Ацев, гардискиот батаљон, државните и воените власти, дипломатскиот кор, соборскиот македонски народ, а над нив на јарболот високо кон небескините синила се вееше жолто-златното 16 крако сонце на древна Македонија, втиснато во од свила искаеното алово знаме. Недалеко од Опчанската падина го видов дедо Мацко, преточен во ликот на македонскиот бард Петре Прличко, како излегува од густата дабова шума со наклапушена црна јагнешка шубара на главата, облечена во бела од волна искаена летна кошула, наметна со црн джамадан, до појас позолтени бели бечви, опашани со срмен појас, обвиени со црни објала, ступкани во волнени до колена црни чорапи, подврзани со долги засукани од конопен јаток и сткаени врвци, газејчени стревата со субите свински опинци, навлени на носете, напред пред доратото коњче, натоварена со суви дабови вејки, а по коњчето ликот на Трајче Даварчето, преточено преку Игор Џамбазов во одора налик на одртаеното старче. Почувствував како моите дамари неуморно заиграа исто така, кога како на филмска лента пред моите очи, а со моите уши го слушнав неговото празнично обраќање кон соборскиот народ. Здраво живо народе, како сте ми? Нека ни е за многу години слободата. Ете, јас по 50 и кусор години со Коњчево овдека во Караорманско дочекав со мои вестарички очи да ја видам слободна независна Република Македонија. Сигурно вие, повозрастните, се сеќавате на мене.
Ете за помладите наши да знаат, јас сум дедо Мацко од селото Мацково, а клепавово конјче што го водам по мене е мојот Дорчо, а престариот Ерген е внук ми дрварчето Трајче. Исто така почувствував како моите дамари уште посилно заигра, исто така кога како на филмска лента пред моите очи, а со моите уши го слушнав наредниот диалог на бардот на македонското глумиште Петре Прличко во негов манир како им подвикна на соборскиот народ. Здраво народе, здраво генерацијо моја, полна ми е душичкава кога го гледам мојот народ македонски слободен, весел, разигран, распеан. Тики вака едно да речам по-старечки, ако милувате заеднички со вас да ви ја отпеам мојата омилена песна во чест на мојата бабичка Неша, прстен ми падна Нешо, која ја остави во моето село Мацково да ги причува овчичките, козичките и топли сомуни да ми испечи во фурната наша Мацковска. Бива, со уште посилен глас ги потпраша дедо Мацко. Бива, дедо Мацко, бива, грмеше Караорман, грмеше Славе и Планина. И исто така почувствував како моите дамари уште посилно заиграа, како на филмска лента пред моите очи ја видов филмската секвенца, како дедо Мацко неколку пати ја објали Дорчовата узда околу стеблото на што туку зазреаните круши на крушата оскоруша, со раката ја понамести црната јагнешка шубара, од црмениот појас го изводе белото шамиче, си го избриша росеното со капки, росници избраденото чело, го стутка, го потпикна во црмениот појас, го изваде чостекот од левиот джеп на џамаданот, го навре помеѓу десниот палец и показалец, го заврте неколку пати, ја посхвитка левата подлактица, дланката ја залепи до неговите старечки плејчи, малку се поднаведна, ја поткрена десната нога, со внук му Трајчето ги вкрстија рамо преку рамо рацете, ја заиграа и запеа, прстен ми падна Нешо, го заредија орото налик на она што Петре Прличко брилијантно го одигра во филмот Македонска крвава свадба, не дочекувајќи дедо Мацан од селото Мацково да ја одигра и испее првата строфа, како и јас незабележително се насукав како река Виуклија во долгото сесоборно оро, го фати в ритамот пеејќи ја дедо Мацановата песна "Прстен ми падна Нешо, прстен ми падна Нешо, отаде река". И исто така почувствував како од моите дамари ширум Малесија, славна Дебарча, одекнуваа тапаните, пиштаа зоглите на мајовци, се играше тешкото, пискотеше гајдата на печетата насоцки, се заредија калеѓиското, пајтушкото, арамиското, костурското, заредија челгиите, провикнаа разноликите песнопојни колорити на Лашка Илиева, Александар Сариевски, Јонче Христоски, Гоце Арнаудов, Пепи Бафтировски, ширум славна Дебарча се разлеваше обнародената македонска песна "Бисер Балкански". Бравос бе Зоране. Навистина, како тоа што умешно знаеше да го направи Борис Мајсторо, така ти во свој манир нам ни ги пренесе твоите печатоци од прославата овде во Слава и Планина. Ми се заблагодарија Златко Илиовски, Жарко Кочовски, Горан Божиновски и Живко Дојчиновски. Тики сега нам ни е редот да ти ги раскажеме нашите приказни за другиот историјат за Слава и Планина, ми велеа. Почитувани мои, голема гордост е моја што ете продукцијата Маријо филм денеска е тука во славна Дебарча. Овдека се наоѓам во срцето на Караорман. Се наоѓам на местото викано Опчелин, каде што пред 120 години овдека Дејан Војвода го заврши својот револуционерен живот. Овдека пред оваа карпа го заврши својот живот затоа што цел својот револуционерен живот го посветил за слободарската Македонија, за независна Република Македонија.
Одека се наоѓаме на едно убаво место, една убава природа, каде што ете од самите корени на овие многолетни дабави букови стебла, полека се цели таа изворска вода, а и овдека имаме една чешма. Како се вика ова чешма овдека, како го добил името и од кого и кога е правена? После поплавите 62 година немаше пат за караван. Го руши поплавата и војската, инженеријата војска тогашна го правеше овај пат овдека што време. Во тоа време овдека имаше чешма направено со дулци, со сите тертици и овдека имаше кујна за сите луѓе, за работеа многу овде луѓе на пат. И чешма е направена бетонска, убо со дулци све, меѓутоа со тек на време тоа се распадна циментото и све, поминаа годиње и имаше еден пекар, работеше во Караорман, печеше леп за секачите и поминал овде и ко видел нема чешма, ставил една корупка од дрво и на чешмава ја направил како чешма да си тече. И му остана на чешмичево името Савева чешма. И така постава сега веќе во сите карти, мислам. И документи го стоите. Тој беше родом од Брежани, а преселен во Подморје. Така. Стрико Живко за Дебарца, може да му кажеш нешто? Пошто тука Па сме. имам пишувано и за Дебарца повеќе, ама една ќе Една рима да му кажеш. Така. Вака. Дебарца штом свратиш, моje дете мило, ќе научиш како во борбите било. Како си весела изгорени биле, а и многу мајки во црно се свиле. Кутри партизани секој трет ден јале, а и многу од нив живот го дале. Ќе ти кажат овде многу доброволци, уште како деца постанале борци. Се зборува уште во секое село, се бореле тие, бестрашно и смело. Затоа се вели, Дебрца е славна, грешка сторил Хитлер, зашто вамо мавна. Па војската која Дебрца ја прати, не успеа жива назад да ја врати. Нема место вамо за турчин фашиста, Дебрца е славна, како сол за чиста. Много ще се кажи. Браво. Почитувани мои, дојдете во славна Дебарца, дојдете во подзувите на Караорм, дојдете под оваа многолитна, многовековна карпа, која што со мелениуми овдека стои и ко живописува овој крај. Ова карпа да знае да зборува, ќе каже сета историја која што овдека минала низ вековите, низ милениумите. Но пак ќе речам, со окото на камерата, со моето чувство и со мојот опис на ова место, моја препорака најубаво ќе го доживеете да сте овдека. Овдека кога ќе дојдете во славна Дебарца, секоја педа земја, секоја грудка земја, секоја капка вода, која што ќе стегнете и исцедите од вашата тупаница, ќе проточи само историја. Овдека во славна Дебарца пред 1000 години престојувал македонскиот цар Гаврил Радомир, синот на Арон, братот на цар Самуил.
моите мештани од селото Песочани ќе ме однесат во местото викано Радомирово, кој што ова село постоело по името на македонскиот цар Гаврил Радомир, кој што во 969 година неговиот дедо, комитополитот Никола, заедно со неговите чичковци Арон, Давид, Мојсей и Самуил, ја создале Самуиловата држава, односно македонската средновековна држава, која што таа држава овој се надобрзува на древната македонска држава, државата на Александар Македонски. Ќе одиме до Радомирово. Погледнете овој кои статуци таму ги има. Ќе гледаме во Радомирово. Ќе може ли малку да позостаните, знам дека сте малце овчего по еден ритам во планината. Во селото Песочане овде се наоѓаме во Караорман, за селото Радомирово. Колку е далеко од овде? Од овдека имате уште 5 километри. Така? Има ли нешто остатоци од тоа село? Па имате стари рушевени камења, кај што било селото тука во ровницата. Се радувате што сте потомци на, така да речем, на Гаврила Радомир? Се гордееме, да. И Славна Дебарца е темело на Македонија. Тука е Славе планина, тука е Караорман, тука е овдека и батальонот Мирчасев формиран. Мирчасев, значите, овдека доста комити, доста партизани, значите има многу историја овој предел. Се наоѓаме во Караорман на раскрсница во местото викано Радомирово. Овај пат што е за лево, односно право према овај што идевне, продолжуваат за Алипашица, фактички е шумски пат и за извоз на дрва. А десниот пат продолжуваат за Славе планина горе, каде што е оформен батальонот Мирчацев. Се наоѓаме негде во средината на селото Радомиров, каде што било изградено и каде што и денеска постојуваат зидини, и една од тие е и оваа карпа каде што седам, а иначе зидини постојуваат како сведоштва на минатото кое овдека обстојувало со годиње селото Радомирово. Селото, како село, е иселено во Бугарија и тамо се вика истото село. Радомирово си е и тамо. И тој е наш македонски народ, да ни е жив и здрав. Се наоѓаме со моите пријатели од селото Песочани, овдека во старото село Радомирово, кој што го основал, како што велат преданиите, кој што вели преданието Гаврило Радомир. Дека ово село постоело скоро 1000 години, говорат и многуте чинари кои што се наоѓа овдека во Караорман. Еден од тие многу чинари е и овај 1000 годишен чинар, кој што еве се наоѓа во утробата негова, каде што ќе се обидам да дознаам за ова село Радомирово. Но едно ова ќе кажам. Во 969 година македонскиот комитопула Никола, заедно со неговите синови Арон, Давид, Мојсей и Самуил, прво кренале во стание против бугарската држава.
од кога се слободиле од бугарската држава, 979 година, четворицата браќа Арон, Давид, Мојсей и Самуил креваат нова востание против византиската држава. Од 969 година до 1018 година македонската средновековна држава под војство на царот Самуил постоела 48 години. Но едно ќе речам дека овде се наоѓа во утробата на овај чинар, кој што пак ќе кажам дека е многу постар него чинарот кој што е во Охрид, но пак ќе речам ова 1000 годишна историја на селото Радомирово ќе ја дознаете не само според списите и според оние историски документи во архивите, дојдете овдека во Песочани, овдека на 1300 надморска метри височина, во срцето на Караурман, во селото Радомирово, каде што овие многобројни јавори и единственото место во Македонија кај што се уште виреат на 1300 метри надморска височина македонските ореви, ќе ви раскажа приказната не само за Радомирово, не само за македонската Самуилова држава, туку и за сета историја на македонскиот народ, на сета историја на ова парче земја кој што со векови се нарекува Македонија и на народот кој што живее со векови и се нарекува македонски народ. Почитувани мои, полна ми е душата. Ми се радува душата, што овде се наоѓам во Слана Дебарца. Овде се наоѓам на Славе планина. Овде се наоѓам во Лактинските бачила, каде што во 1943 година е формиран батальонот Мирче Ацев, првата регуларна воена единица од народно-ословителната борба на македонскиот народ, кој што почнувајќи од 1941 година, па заклучно со 1944 година, ја создаваат, ги поставуваат темелите на денештава независна Република Македонија, каде што се оствари сонот на многуте генерации македонци, кои што ги положија своите животи на ударот на слободата, за ова пак ќе повторам, нашава современа денешна независна Република Македонија. Слава на сите борци, слава на сите комити војводи, кои што го положија животот на удар на слободата за ова парче земја кое што од памтивека се нарекува и народот кој што живее овдека од памтивека Македонија и македонски. Ова место е познато најпоќе по тоа што овдека, во овие буки овдека, е формиран батальонот Мирче Ацев 43 година и од овде слезени се преку Славе, преку планинава, во Годивје, тамо имало веселба во име на формирањето. Ете, на ова падина овдека, на Славе планина, на самиот врв на Славе планина, дојдов овдека, каде што се наоѓа спомена бележјето, каде што овдека е формиран првиот батальон Мирче Ацев во 1943 година, поточно речено првата воена организирана формација, батальон Мирче Ацев, каде што овде околу мене се наоѓаат и шапланиниците, тројчата шапланици кои што до ден денеска го чуваат ова спомено бележе. Лево од мене е шапланинката Мара, десно од мене е шапланинецот Гушо и Лапо. Ете, ме причека, се поздравивме со нив и тие рекоа да пратиш еден абер, еден поздрав до сите наши македонци, каде и тие да се наоѓаат, било во Македонија, било во Егејскиот, Пиринскиот,
било во Австралија, Америка, Канада, ширум Европа, да дојдат во Македонија, да дојдат во нивните родни села, во нивните родни огништа, да ги отклучат оние стари зареđени катанци, да го распламтат огнот, да ја распламтат жарта кој што со децении тлее под пепелта, ами да дојдат овдека во Караорман, да дојдат овдека во Славе планина, да дојдат овдека во Славна Дебрца, да одадат почит на партизаните, овдека каде што пред 70 кусур години е формирана, како што напомнав, првата организирана воена формација, тоа е батальонот Мирче Ацев. Почитувани мои песотчанци, многу ми се исполни душава моја што ете овде сум во Славе планина. Дозволете ми да ви пренесам дел и од моите историски податоци со кои што располагам, чепкајќи низ историските архиви, иако по професија сум професор и инженер електроничар, а многу си ја сакам историјата, посебно оваа нашава македонскава, ги замоли нашите домаќини Драгослав Миновски. Голем мерак ќе ми направиш на душичкава моја, а и на Златка Илиовски, на Жарка Кочовски и на Горана Божиновски, да ни ги раскажеш. Му се обрати на Драги Миновски, 75 годишниот Живко Дојчиновски. Пред се сакам да ве поздравам и да кажам дека сум навистина воодушевен од сето она што го имаме досега посетено, од сите оние места каде што имаме направено документарни емисии, и посебна чест и задоволство ми представува што еве ќе бидам дел и од оваа документарна емисија, од оваа репортажа за еден од најживописните, еден од најубавите краеви во нашата земја, во Република Македонија, за Славна Дебрца. Славна Дебрца е еден крај кој што располага со прекрасни природни убавини, со недопрена природа, со многу културно-историски знаменитости, меѓутоа и со многу богато историско и револуционерно минато. Дебрца би кажал дека е синоним на непокорната брсјачија. Таа е епска вертикала на македонските страдања и вознеси низ вековите. Областа Дебрца ја содржи сета славна македонска историја. Војувала низ сите векови на робства и владенија за да обстои. Војувала и возвишувала. Дебрца со сета своја географија, со сите световни и духовни величија, со срце и со душа се вградила во темелите на македонската држава. Дебрца со право се смета за пантеон на македонската слобода. Славна Дебрца е македонско светилиште од времето на Свети Климентовата Купличевица. Како што кажав, е позната под името Славна Дебрца поради своето славно историско минато, исполнето со хероизам и со борба за слобода на Македонија. Уште во периодот на турското робство, во Дебрца крстосувале многу ајдутски и комитски чети. Во времето на ајдутството, пред организираниот
вооружен и револуционерен отпор на македонскиот народ, во почетокот и средината на 19-тиот век во ова област живеел и действувал Кузман Капидан, македонски народен јунак и војвода, опеан во народните песни, но и во песните на ненадминатиот Григор Прдичев. Во времето на организираниот револуционерен отпор кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, во Дебрца многу често престојувал и славниот охридски војвода Христо Узунов. Токму Дебрца била најсилното жариште во Охридско во времето на Илинденската епопеја од 1903 година. Покрај тоа, Дебрца особено е прославена и во периодот на Втората светска војна по неколку значајни настани. На Славеј планина на 18 август 1943 година е формиран првиот македонски партизански батаљон Мирче Ацев. А истата година, неколку недели, Дебрца ќе биде првата и единствена слободна територија во Македонија за време на народно-ослободителната борба. Првата македонско-косовска народно-ослободителна бригада е формирана во селото Сливово на 11 ноември 1943 година. Во селото Издеглавје пак бил одржан првиот свештенички собир на кој било иницирано формирањето на Македонската православна црква. Во близина на селата Сошани и Велмеј работела и партизанската болница за време на Втората светска војна. Сакам да потенцирам дека на 21 ноември, односно октомври, се извинувам, 1943 година, во куќата на Јонче Николовски во село Издеглавје, Дебрца, е одржано првото свештеничко собрание на првата и единствена ослободена партизанска територија во окупирана Македонија за време на народно-ослободителната борба. На првиот свештенички собор 30 народни свештеници, изразувајќи ги стремежите и определбите на православното свештенство и на верниците од цела Македонија, била донесена одлуката за возобновување на Охридската архиепископија како македонска православна црква, што представува завршеток на вековната борба на македонскиот народ за здобивање на своја независна и самостојна православна црква. Според одлуките на соборот, откажана е секаква юрисдикција на туѓите цркви врз црквата на Македонија, а во црковната администрација е воведен македонскиот јазик. Свештениците и македонските христијани биле повикани да се вклучат во народно-ослободителното движење и со сите сили и средства да ја помагаат народната војска. Тогаш е формирана првата организирана црковна власт, формирано е архиерейско наместништво, а за прв наместник е поставен заслужниот деец и учесник во народно-ослободителната борба Антим Поповски. Потоа, слични иницијативи биле покренати и во другите македонски свештеници во уште неослободените делови на Македонија, подготвувајќи го теренот во својата слободна татковина да се организира православна црква на македонскиот народ. Ако прошетате низ славна Дебрца, ќе имате можност да видите многу историски и културни знаменитости, а пред се сакам да потенцирам дека нема село, нема населено место во Дебрца каде нема спомен обележја од славното револуционерно минато на македонскиот народ. Во селото Лешани се наоѓа спомен гробот на свештеникот Васил Попангелов, кој бил старешина во манастирот Си Свети во одбрана на збегот во Српница, кој храбро го положил својот живот во нерамна борба со турскиот аскер за црковна и национална слобода на македонскиот народ во Илинденското востание. Во западниот дел на селото Велмеј е изградена спомен чешма Исток, од која тече бистра изворска вода од 18 дулци, посветена на паднатите борци во НОП. На училиштата зграда во селото Црвена вода е поставена спомен плоча во која во октомври 1943 година бил издаден манифестот на главниот штаб на НОФИПОИ за Македонија до македонскиот народ, повикувајќи го во сестрана борба против фашистичките окупатори. На Караорман
е изграден споменик во чест на формирањето на 6-та македонска народно-ослободителна ударна бригада, на чија плоча пишува: на 6 септември 1944 година на ова место, во пасувите на вечно бунтовниот и на непокорен Караорман, се развиори борбеното знаме и се формира 6-та македонска ударна бригада. Во селото Турие е издигнат споменик во чест на паднатите борци во Илинден и Нов во влезот на гробиштата. На плочата пишува: слава им на загинатите борци за слободата на Македонија. Во селото Слатино, по повод одбележувањето на 100 години Илинден 903 и 62 години од оруженото востание од 11 октомври 1941 година, подигнати се спомен обележја. Тоа се спомен плоча во чест на 75-те учесници слатинци во Илинденското востание 903, на која е напишано: 100 години Илинден 903, 44, 2003. Во големата илинденска епопеја учествуваа 75 слатинци. Потоа спомен плоча посветена на партизанската болница. Во спомен на партизанската болница на главниот штаб на Народно-ослободителната војска и борбениот поход на првата македонско-косовска ударна бригада од Егејска Македонија. Во селото Злести, во центарот е спомен чешмата со плоча на која се испишани имињата на паднатите борци во Илинден и во Ноб. Тука пишува: на темелите од старото училиште изградено во Илинденското за учење на децата на мајчин јазик се подигна спомен чешма на паднатите борци од село Злести за Илинденското востание и Народно-ослободителната војна. Во непосредна близина на селото Белчишта, лево од патот село Ботун Белчишта, се наоѓа споменик на височина што доминира над околината. Подигнат е 1958 година. Споменикот е поставен на бригадите на братството и единството што дејствувале на подрачјето на Дебраца и Западна Македонија, на народот кој активно учествувал во НОП. На плочата на споменикот пишува: овде борците учесници во борбите на славна Дебраца и учесниците на 7-миот младински марш по славните Врвици 67 го одржаа големиот час по историја. Овде во еден глас сите се заколнавме: нашето славно минато е најсветлиот и најдобриот патоказ кон нашата поубава иднина. На плочата пред споменикот на земја пишува: на партизанските одреди и Народно-ослободителната војска на Македонија, што со крв се бореа за изгревот на нашиот голем ден. Високо кон синото небо се издигаше Караорман. Во лактинските бацила на сам ден на Свети Наум Охридски голем број на песочанци празнуваа. Како по стар адет и обичај, со ручек беше одбележан и овој голем верски празник. Празнувањето на големиот ден паметник горе на Славе планина привршуваше. Пред заминување, застанат на Лактинската голина, уште еднаш пролив долг поглед кон големите караормански славај планински столетни дабови, облажени со сунчевина, со едно повторно бидување овде во славна Дебарца.